Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Од вторник, почитувани слушатели, започнуваат божичните пости, а денес е празникот Свети Јован Златоуст. Нека е на помош. Вечерва завршуваме со третиот дел за Александар III Македонски, а воедно ќе дадеме и блиц вести, се разбира и од рубриката Жена, мајка и дом, ќе дадеме за волнените чорапи, како што спомнав претходно, а исто при крајот на нашата емисија ќе биде проследено со мој коментар на неделата. Но најпрво со музичкиот поздрав.
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. А на 9 декември по повод патрониот ден на Македонската православна црква Свети Климент Охридски ќе се одбележи најпрво со богослужба од 5:30 часот попладне, а потоа во големата сала ќе се одржи банкетот во чест на празникот од 6:30 часот навечер. Богата вечера и музика, затоа се погрижи и председателот на црковната општина Борис Стојко со неговата управа, а влезните карти за возрастни се $50, а за деца 20. Јавете се на телефон 416-421-7451. Инаку и оваа година управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос организира дочек на новата 2024 година во големата сала на истоимената црква. За добро расположение ќе се погрижи познатата солисткиња од Македонија Елена Јовчевска со оркестарот Балкан Интертеймент. Богата гозба со 7 врсти на јадење и отворен бар. Сето тоа е вклучено во цената која е $120. За резервации и билети јавете
Јавете се до телефонот црковен 416-421-7451. А сега да одиме со третиот дел од Александар III Македонски. На 10 или 11 јуни 323 година пред нашата ера, Александар починал во Вавилон. Тоа било само еден месец пред да наполни 33 години. Постојат различни теории за причините на смртта. Некои сметаат дека Александар бил отруен од синот на Антипатер или од некој друг. Друга теорија е дека починал после пијанствата од претходните денови. Други сметаат дека починал од маларија од која се има заразено во 336 година пред нашата ера. Непосредно пред неговата смрт, неговите генерали го запрашале кој треба да го наследи неговото царство. Бидејќи Александар немал очигледен и легитимен наследник, неговиот син Александар IV, бидејќи се роѓа по 3 месеци од неговата смрт, тој тогаш рекол најсилниот, односно се зборува дека е и Кратон. Од сите историски извори, античкиот историчар Диодор Сицилиски дава најдетален опис пак на погребната кола на целата погребна церемонија на Александар Македонски. Првен со чекан направиле златен ковчег според големината на телото на Александар. Него до половина го исполниле со миризливи материи за да шири пријатна миризба и да го сочува телото од распаѓање над ковчегот. Исто поставиле и златен капак, така точно прилагоден, што ја обкружувал целата надворешна страна на ковчегот. Над сето ова префрлиле порфирана прекривка, прекрасно извезана со злато, околу неја се наоѓало оружјето на починатиот, со што се давал увид во делата што тој ги извршил. Потоа довлекле кола на која што требало да се пренесува телото. На горниот дел од колата се наоѓала златна сводеста одаја направена од скапоцени камења. Таа била долга 8, а широка 10 лакти, а тогаш во тоа време мерка за должина било лактот. Под врвот на сводот од одајата се наоѓал квадратен златен престол на кој биле представени глави од трагилафи во величина од 2 дланки. На прстени како украс биле прицврстени разнобојни венчиња како цветови. На врвот имало мрежеста завеса на која виселе огромни звонци за да може оддалеку да се слушне дека колата се наближува. На аглите од сводот на секоја страна стоела победа со трофеи во рацете. Сводот бил држен од златен перистип со јонски капители. Внатре во перистолот се наоѓала златна мрежа со дебелина од 1 прст, над која што паралелно биле поставени по 4 плочи на кои што имало представени фигури. Овие плочи биле еднакви по величина со зидовите на гробната одаја. На првата плоча се гледа колесница, богато изработена од метал, на неја седи Александар со убав жезол во раката, околу кралот под оружје врви македонската гарда и персици наречени мелифори. Пред нив оделе војници што го носеле оружјето. На втората плоча била представена колона слонови, украсени според воениот обичај, на нив начело јавале инди, а одзади македонци, со нивното вообичаено оружје. На третата плоча се гледат којничките чети кои што прикажуваат како се развива една битка. На четвртата плоча се представени кораби, подредени за битка. На влезот од оваа одаја се наоѓале златни лавови, кои што како да гледале во оние што влегуваат внатре. Од средината на секој столб нагоре се до капителите се издигал златен акант. Над сведоста голема златна круна со маслинови гранчиња, кога сонцето со своите зраци ќе допрело, создавало молскава и треперлива светлина, така што од време на време како да предизвикувала молњи. Од страните на колата над која што се наоѓала целата ова градба, стрчеле по 2 оски на кои што се вртеле 4 персиски тркала, чии што пречки биле позлатени. Само оној дел од тркалата што допирал до земјата бил железен. Крајните делови на оските што стрчеле биле од злато и на нив имало златни лавовски глави, чии што
чии усти држеле копје. Околу средината на должината на колата, во средишниот дел на одајата се наоѓала механичка оска која што на сета ова градба и давала равнотежа, за да може колата да се движи без нишање и на неравни места. Имало 4 порцепа. На секој од нив бил прицврстен четворен ред на јарем, на секој јарем биле врзани по 4 мазги, така што вкупниот број на мазгите биле 64. Тие биле највнимателно одбрани според големината и силата. Секоја мазга на главата имала позлатена круна, од двете страни на устата им виселе по 2 звона, 2 звона, околу вратот имале гердани од скапоцени камења. Но, како што реков Александар, кога го прашале кој да биде негов наследник, тој рекол, се мислел на Кратер. Ова е сосема возможно, бидејќи изговорот на силниот и на Кратер, тоа значи силен. По смртта на Александар Македонски дошло до кавги за престолот на империјата, пошто избувнало низа војни на дијадосите, кои довеле до формирање на неколку стабилни империи, односно 4 империи. Птоломеј I Сотир го имал Египет. Генерал Селевик I победникот ја зафаќал територијата сместена на Блискиот исток, вклучувајќи ги Анадолија, Левант, Месопотамија, Персија, Туркенистан, планините Памир и делови од Пакистан. Лизимак од најверните телохранители го зазел делот од Македонското кралство во Тракија и Мала Азија, поточно источно од Босфорот, помеѓу Црно и Средоземно море. И Касандар, генерал кој бил зет од полусестрата на Александар Македонски Салоника, а основач бил и на градот Солун по име на неговата сопруга. Тој ја зазел Македонија со целиот Балкан и денешна Грција, како и пошироко на север. Инаку Александар бил опишан од страна на Аријан како силен, убав командант со едно око темно како ноќта и едно сино око како небото. Александар се оженил 2 пати со Роксана поради љубов и со Стетарија II, персиска принцеза и ќерката на Дарий III од Персија од политички причини. Се верува дека тој имал 2 сина, Александар IV Македонски од Роксана и Херакле Македонски од Барсина, која не била негова жена, да речам, официјална. Сексуалноста на Александар е предмет на спекулации и контроверзии. Аелијан напишал за посетата на Александар во Троја. Знаете дека и последниот филм што беше го има направено Хомосексуалец, иако тој освен жени Александар имал многу повеќе женски придружници. Грин посочува дека во контекст на периодот Александар формирал доста силни пријателства со жени, вклучително и Ада од Карија, која го посвоила, па дури и мајката на Дарий, која наводно починала од тага откако слушнала за смртта на Александар. Инаку, Александар Македонски постои како митска личност во митовите на многу европски, азиски и африкански народи. Мислењата на Александар се следните, дека тој не беше освојувач од римски тип кој освојува за да уништи, туку напротив, тој е војсководец кој освојува за се да сочува, и тој не одел во војните само за да покорува, туку за да ослободува. За жал, западните држави пак го имат направено како да е диктатор. Но јас да завршам пак со смртта на Александар III Македонски и неговата фамилија. Секоја мајка, кажуваме дека сака неговото чедо да биде, односно гробот на неговото чедо да биде близу неја. Така и Олимпија, со смртта на Александар III Македонски, побара од нејзините доверливи луѓе, генерали, војници, да се направат 2 саркофага, 2 ковчега. Едниот лажен, Божем, во него е мртвото тело на Александар, кој го однесле во Александрија во Египет, и саркофагот со мртвото тело на Александар за Македонија, каде и сопругата Роксана, која била бремена или трудна, отишла со војската и ковчегот. Олимпија, знаејќи дека генералот Касандар, кој бил назначен за регент или вршител, владетел на Македонија од страна на Александар додека тој е одсутен, знаејќи дека Касандар сака да биде крал на Македонија и дека ќе уништи се што е од фамилијата негова,
Та место во Пела да го закопа своето чедо Александар, одлучила да го закопа во Горна Македонија, односно денешна Република Македонија, без да се открие местото, односно гробницата или гробот, освен тие неколку души што го закопале. Кога подоцна Касандар разбрал што се случило, ја убива по наредба негова Олимпија. Инаку по 3 месеци, како што реков, од смртта на Александар, во август 323 година пред нашата ера се раѓа неговиот син Александар IV, иако се зборува дека, реков, има син Херакле од негова љубовница. Но по наредба на Александар, за да остане на престолот како крал на Македонија, тие се отруени и Роксана и несудениот крал на Македонија на неговата 14 годишна возраст Александар IV Македонски, со цел така да се поништи лозата на Александар III Македонски. Инаку Розета Стонот во Египет, поточно египчаните во 1999 година рекоа дека има писмо на каменот кое е македонско писмо, но во брзо време тоа се закашка, да речам дека како да не постоеше, затоа што на египетската власт им беше кажано дека отвараат фронт кој ќе биде катастрофа за целиот свет. Така да египчаните мораат со тоа да се смират. Затоа и се преќутува околу пак гробницата на Александар III Македонски, за која се предпоставува дека неговиот гроб е во Овчеполието, поточно во близина на градот Свети Николе, према археолошкиот локалитет Вила Зора, односно Бела Зора. Нормално дека требаат и финансиски средства, но и оваа ненародна власт не го дозволува тоа. Да се надеваме дека ќе дојде вистинска влада која ќе си го брани својот македонски идентитет и се што е македонско. Јас и овој пат ќе завршам со уште една моја поезија, песна што ја напишав деновиве, па да ја чуеме. Стои 10 години од тој проклет ден во Букурешт. 110 години распарчена Македонија. 110 години кога алчните крвопийци празнуваа. Не поделија, не скратија, ни одзедоа се, но надежта кај нас македонците остана. Голем е Господ. Додека тие со иста сабија главите ни ги сечеа, ние македонците со песна војувавме. Тие со исти куршум не гаѓа, нам пак зборот ни беше стрелата врз нивните срца. И пак не се предадовме. Не понижуваа, навредуваа како да сме безвреден народ и како да не сме биле тоа што сме денес. Но ние македонците, горди на својот род, горди на кралевите и царевите, горди на војводите, комитите и партизаните, во нас тече крвта нивна што нашите мајки место млеко не доеа со немир, бунт и безгласен лелек. Тие наши мајки не престанаа да раѓаат горди и храбри синови и ќерки. Не секна нити македонската песна, нити пак нашиот збор даден од Бога. Затоа е силен, звучен, за да слушнат и најтврдите уши. Главата горе, мои македонци. Ние македонците не сме обични луѓе. Македонија не е едноставна држава. Затоа и ден денес постоиме. Македонија е Божијата икона во Европа. Македонија е Божиот храм, црквата на светот. Затоа дигнете ги горе главите, зашто со Бога напред дефинитивно ќе победиме. Parče zemlja za koje srce
една за навека. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447.
905 459 4447. Оркестарот Децата од БУФ со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Од рубриката Жена, мајка и дом во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме околу волнените чорапи кои се здравие за вашите нозе. Волнените чорапи ја поттикнуваат циркулацијата на крвта во нозете, што е многу важно, бидејќи циркулацијата во периферните делови на телото може да биде многу послаба од она што може да се нарече здрава циркулација. Според традиционалната кинеска медицина, носењето волнени чорапи го поттикнува правилниот проток на витална енергија, што кинеските експерти ја нарекуваат енергија чи. Инаку, да спомнам дека спиењето во волнени чорапи всушност е и добро за сите вас. Пријатно е чувството, топлина на нозете, кои го обезбедуваат волнените чорапи, ја спречува појавата на ноќно потење и топли бранови кај жените, посебно оние што се во менопауза. Волнените чорапи им помагат на стапалата да ја задржат природната влажност, особено во текот на зимата, а тоа го спречува сушењето и пукањето на кожата, на стапалата, особено ако пред спиењето нанесеме некој хидрантен крем на стапалата. Ако ви звучи ова мало глупаво, да спиете во волнени чорапи, дури во текот на летото, следните податоци може и ќе ве разбудат. Верували или не, волната е одличен изолатор, па затоа е пријатно да се спие во волнени чорапи и во текот на летото, бидејќи тие не греат во зима, а не разладуваат во летото. Во волнените чорапи не само што нема да имате проблеми со потење на стапалата, туку и антибактериско дејство што исклучува појава на бактериски, па дури и габични инфекции на стапалата. Кога станува збор за спиење во волнени чорапи, единственото нешто на што треба да внимавате е да избегнувате да носите чорапи кои сте ги носеле во текот на денот под чевлите. Дефинитивно треба да ја одржувате редовната хигиена на стапалата, што значи дека мора да ги миете и добро да ги сушите стапалата пред спиење. Верувам дека ова ќе помогне посебно оние кои имаат мали проблеми во текот на спиењето од нозете, но пробајте и видете дали е вистина. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува,
денот таму со песна почнува. Таму е мојата фамилија. Што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне. А штом тоше зајди запе, сите добро знаат кои сме. И да пејам малку е, срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Што ми ветуваш, таму секој на секој верува. Таму збор е вреден како грош. Таму нема човек лош. Таму збор е вреден како грош. Таму нема човек лош. Таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува. Со солзи мајка ме очекува. Таму песна болка лекува. Срце в гради ке ми распукне. А штом тоше зајди запе, сите добро знаат кои сме. И да пејам малку е, срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Да можете, но не можете со мои очи да ја видите. Би знаеле колку сакам дома да се вратам. А сега мојот коментар на неделата. Придавничката влада на Република Македонија настојуваше во законот да влезе деловникот деновиве, каде кога ќе се одредува нешто и да се гласа да нема повеќе опозиција. На тоа се спротистави партијата Левица на Димитар Апасиев, кој поднесува амандмани претходно, што за жал Талат Џафери и легалниот спикер на собранието не го зеде во предвид. Тогаш пратеникот од Левица Борислав Крмов ги зеде листовите од амандманите и им ги фрли на другите представници таму што се заменици и слично на Талат Џафери на собранието, бидејќи Џафери не беше таму. И не само тоа, тој им скрши и 3 компјутери, а пак Апасиев ја слече едната чизма и почна со газерот од чизмата да му реди печати по листовите и да им ги предаде на нив самите тие што беа заменици, председатели слично, велејќи им дека тоа е само почеток на возврат. Некои се тоа го нарекоа циркус, а јас пак би рекла браво, браво, браво. Големи честитки од мене, зашто за идиотите треба да бидеш мањак. Зашто обично тие се од дивјачко племе,
Обично велиме, големината на човекот е кога ќе си ја признае самата грешка. А овие сатански слуги во Македонското собрание немаат ни поим од тоа. Одат како некои лигуши да земат совети од американската амбасадорка што е во Скопје, која прима задачи од надвор. Ако слободата и државата Република Македонија со крв ја добивме, тогаш што прават тие суртуци во таа македонска влада? Но морам и тоа да го кажам, дека и со тој инцидент во собранието, партиите на СДСМ, албанската партија Дуина Ахмети, но и ДПМН на Мицковски гласа за деловникот, освен овие двајца од левица. Навистина, зарем се работи на еднопартиски систем. Тоа што владата ќе одлучи и така да биде. Тогаш, зошто се прават избори? Нема потреба да се прават избори. Ако во времето на Филип II и Александар III Македонски постоеше собрание кој имаше право и обврска да избира цар или крал, потврден со акламација, односно со избори, со гласање, зашто никој не можеше да биде сметан за нивни законски цар или крал, освен оној кој собранието на војската го избрал. А силата и величината на кралот беше во тоа што тој беше прв меѓу еднаквите. Имаше сенат, имаше советници во тоа време. Што станува со овие наши лигуши недоквакани предавници за сатаната? До кога ќе ги трпиме? Ако Бранко Црвенковски замина неславно, односно ЦИА го испрати со помош на Заев, во кој пак Црвенковски многу веруваше во тој Заев, за Лјупчо Георгиевски нема што да зборуваме, тој е посебен случај, но исто така и за Владо Бучковски или пак олигархот на Комерцијална банка Хари Костов. Сите се зависници од Западот со перење на пари. Што станува пак со Христијан Мицковски? Од една страна се спротиставува на СДСМ и ДУИ, а од друга страна, како соделовникот пред неколку дена, гласаше за. Исто, кога требаше да се спротистави со така наречениот преспански договор, тој на неговите пратеници им рече да го напушта собранието. Од друга пак страна, 2016 година Мицковски го стави неговиот подпис за водата од реката Црна како и Тиквешкото езеро да се даде на државата Грција, а Македонија да користи само 1% од таа река, од таа вода, нивната брана да биде нивна и браната па и електриката, па да ја плаќаме. Околу сето ова треба да се праша и Никола Груевски. Кога веќе го спомнав Никола Груевски, деновиве имаше дебата каде што беше спомнат и Никола Груевски. Се шпекулира дека Никола Груевски наводно ќе дојдел и ќе формирал нова партија за да во мај месец се појави на избори. Но за жал, навистина некој си прави со умот бајрам за да го залажи народот. Јас бев таа која го критикував него, но би сакала да дојде доколку помогне. Но едно ќе речам, дека тој може на Мицковски да му донесе, како што рекоа новинарите, 100.000 гласови. Се зборува дека Мицковски и Груевски не биле во добри односи. Меѓутоа, кога се работи за националното, ако треба и со ѓаволот ќе се поврзам. Најпрво да расчистиме со надежта за Груевски кај неговите омиленици кои мислат дека ќе дојде Груевски во Македонија и ќе формира нова партија. Без разлика дали има кривични дела или не, за да во Македонија дојде, најпрво мора да се очистат сите негови кривични дела во судот што му ги дадоа, а кое зема доста време. Мора тоа да му биде помилувано или исфрлено, па потоа да прави партија, па да се даде да се регистрира партијата нова, а верувам дека од комисијата таму во собранието ќе најдат некои недостатоци. Иако беше премиер 12 години и тој си ја знае својата работа. Така да тоа е само една замисла и ништо повеќе дека ќе доаѓал во Македонија. Меѓутоа, неговата величина ќе се види према мене и према новинари, без разлика дали се сака
дали се сака со Мицкоски или не. Овде се работи да опстанеме како македонци, а не бугари. Така да Никола Груевски треба да помогне со своите гласачи за да ја исфрлиме оваа скапана ненародна власт. Ако не сака на Мицкоски, зашто секако многу од партијата на ДПМН му избега на Мицкоски, тогаш може тој да ги преориентира кон левица, партијата на Димитар Апасиев или најновата, што е на се македонска партија, десна. Овде навистина ќе се види загриженоста на Никола Груевски. СДСМ ќе има многу мал број на пратеници на изборите во мај месец, а исто веќе е намален и бројот на партијата на ДПМН. Левица со тоа што го направи во собранието деновиве и ги покажа, да речам, забите на идиотите, од 2 пратеника веројатно ќе бидат доста повеќе. Десна партијата исто така ќе добие неколку пратеници, така да само зависи од македонскиот народ да гласа трезвено, кој е во прилог на македонскиот народ. Меѓутоа, има и уште нешто што е важно. Во случајов, партиите Левица и Десна, кои во моментот се најмакедонска партија, а тука треба да се приклучи Мицкоски со ДПМН, или доколку откажува, ќе треба Никола Груевски да ги повика неговите 100.000 гласачи, подпишани и со гласачите на Левица и Десна, бидејќи се потребни најмалку 150.000 гласачи, да се достават во собранието на Република Македонија, каде ќе се бара народот да оди на референдум во кој ќе стои. Цитирам, поништување на бугарскиот договор помеѓу Заев и Борисов. Мора од тој договор да се почне, зашто се уште не е изгласан во собранието. Тоа мора да се случи пред изборите, зашто после е доцна. Ќе се внесат бугарите во Уставот на Република Македонија, а со тоа и крај на македонската нација. Доколку се солидаризираат овие три партии, без разлика колку и дали се сакат или не, овде, како што реков, се работи за опстанок на македонскиот народ, а референдумот е најбрз и најлесен начин. За да се соберат пак подписи, собранието дава само 3 месеци, што значи се може ако се сака, а тука е клучот Мицкоски или Груевски. Дали ќе се сложат со партиите Левица и Десна за да му дадат гласачите подписи. Во случајов од нив ќе зависи иднината на Македонија и македонскиот народ, зашто референдумот е најсилното оружје каде одлучува народот. Така да, доколку се соберат 150.000 гласови, ќе се оди со, цитирам, дали сте за договорот од 1. август 2017 година за добрососедски односи помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Значи, овде чисто кристално јасно. А веќе гнасотилоците на бугарите ги знаеме. Така да, доколку успееме со референдумот, после ќе можеме да го откачиме тој скапан договор, како што е преспанскиот, тиранската платформа и сите други илегални закони и слично, за кое подоцна ќе одговарат најмногу Тала Џафери, Заев и Ковачевски. Ќе завршам со мислата на Александар III Македонски. Слава и победа не се постигнува со туѓи раце. Македонија е насекаде, како што знаеме и како што чувствуваме, каде што има македонец, се разбира духовно, но Македонија е една, таму на Балканот. Но јас би дозавршила со следното. Главата горе и цврсто застанете на нозе, борејќи се за она што вам само ви припаѓа, а тоа е Македонија и се што е македонско. Македонијо, пак те крада, пазар прават, срце вада, чеда твои одродени, од зла крв оплодени. Македонијо, мајко мила, есна ке ти
гордост наша Македонијо. Сонце пак е свети твое, имаш ношта чело свое, ке те брани од душмани, од кресна се роди десна. Свети твое, имаш ношта чело свое, ке те брани од душмани, од кресна се роди десна, од кресна се роди десна. Нашата вечерашна емисија ќе завршиме со новините од Македонија. Би сакала да ви се заблагодарам за вашето ценето внимание, а слушајте не идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Организацијата на ваков голем настан отвори многу работа за полицијата. Од МВР потврдија дека со месеци се подготвуваат планови со цел Министерскиот самит на ОПСЕ да помине во најдобар ред. Полицијата ќе се грижи за безбедноста на над 1000 лица кои се дел од делегациите. Од среда и од земја и од воздух ќе се обезбедуваат над 1000 учесници на Министерскиот самит на ОПСЕ, кој е воедно еден од најголемите настани кои што некогаш е организиран во државава. Скопје под посебен безбедносен режим за време на Министерскиот состанок на ОПСЕ. Целата полиција ќе биде ставена во функција да се грижи за безбедноста на над 70 делегации. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски кажа дека безбедносните протоколи и планови МВР ги прави речиси една година, а освен МВР биле вклучени повеќе служби. Со оглед на тоа што за време на самитот Скопје ќе функционира под посебен сообраќаен режим. Спасовски најави блокади само на одредени улици по кои ќе се движат делегациите и апелира да се почитуваат наредбите на полициските службеници. Ние се подготвуваме цела година за овој самит, постојат детални планови во ова. Очекуваме најавени се присуство на повеќе од 70 делегации кои што се предводени од нивните шефови, пред се министри за надворешни работи. Целосно сме подготвени сите служби и сектор за внатрешни работи Скопје, одделот за заштита на определени личности, објекти, единицата за службени кучиња, воздухопловната единица, значи сите учествуваме во рамките на својот дел, секако и другите институции. 30-тиот Министерски совет на организации и безбедности со работка во Европа ќе се одржи на 30 ноември и 1 декември во салата Борис Трајковски во Скопје. Владата дополнително донесе одлука на 29 ноември. Државната и јавната администрација, како и училиштата на подрачјето на град Скопје да работат до 12 часот, а 30 ноември за нив ќе биде неработен ден. И ДУИ е за укинување на техничката влада, но од следните избори. Дополнително го обвинија председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски дека продолжува со кампања на, како што велат, албанофобија, бугарофобија и еврофобија. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак и денеска повторија дека би било голем срам за Македонија технички премиер да биде од редовите на ДУИ. Сања Трековска, Ставров на темава. Простор за нови правила на игра за избори нема. Пржинска влада ќе има. Ова е ставот на вториот човек на ДУИ Бујар Османи, кој сметал и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во суштина не е за напуштање на концептот техничка влада пред избори, туку е против 100 дена албанец да биде премиер. Османи вели дека негов личен став е оти во иднина треба да се стави крај на концептот техничка влада, а во однос на тоа дали изборите ќе бидат споени или одвоени, тој смета дека на предстојната лидерска средба која треба да се случи во декември, мора да се постигне консензус помеѓу партиите. Овој став на Мицковски има само една цел: да продолжи кампањата да се заснова на неколку теми.
на албанофобија, на еурофобија, бугарофобија и така натаму, бидејќи они мислат дека така нема да влеземе на компетиција, здравствени програми, социјални програми, корупција и така натаму. Не е против техничката влада заради министрите и замениците министри, туку заради премиер Албанец. Не, ако се тргне техничката влада, тоа сака да го наметне, да ја наметне како тема. Видете, ние може да разговараме за пржинската влада, меѓутоа све што ќе одлучиме треба да влезе во сила за наредните избори. На иста линија со ДУИ е и СДСМ. И оттаму повторија дека пред овие избори ќе има техничка влада, но се отворени за разговори за укинување на овој модел во иднина, доколку за тоа има политичка волја. 100 дена пред изборите во 2024 година во Македонија ќе има техничка влада, како што налага и законот за влада. СДСМ во изминатите години создаде амбиент и се одржа фери демократски избори и може да се разговара за укинување на техничката влада, но во некои наредни изборни циклуси, зашто треба и политички консензус. Од ВМРО ДПМН пак реагираат дека би било срам за државата председателот на техничката власт да биде од ДУИ, каде што, како што пишуваат од партијата, криминалот со СДСМ е секојдневие. ВМРО ДПМН е подготвено веднаш да се откаже од техничка влада, доколку се откаже ДУИ од технички премиер. ДУИ е партија каде нивниот председател Али Ахмети приграби милиони. Партија каде Артан Груби отвара коцкарници со матни типови од Бугарија, а Бујар Османи дели милионски тендери на донатори на партијата. Ваква потоната партија во криминал не смее да има обичен чиновник во владата, а камоли технички премиер. Стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Моделот на техничка влада за прв пат беше воведен за изборите во 2016-та како обврска од договорот во Пржино, а иако беше предвидена како преоден концепт, продолжи да функционира преку законот за влада. Според ова решение, најголемата опозицијска партија 100 дена пред избори назначува министри за внатрешни работи и труд и социјала и тројца заменици министри, а власта именува така наречени дополнителни заменици. Одлуките се носат со врзани потписи кои според досегашната пракса тешко се спојуваа на хартија. По интервјута на Христијан Мицкоски на Канал 5, денеска од СДСМ излегоа со обвинување дека ВМРО ДПМН била отворена да коалицира со, како што велат, проруската левица. И покрај тоа што левица е анти-ЕУ и анти-НАТО партија, Мицкоски вели никогаш не треба да се вели никогаш. А за вредностите ќе седнал на маса и ќе преговара. За кои вредности ќе преговара Мицкоски за брак со левица? За проруските вредности на левица? Против НАТО ли ќе преговара Мицкоски? Или за подпалувачката анти-ЕУ реторика? Паднаа сите маски на ДПМН. Наутро ДПМН праќа